إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وعليكم السلام. Nije بإذن الله تعالى posle ova pauza koja imavme vo tekot na mesec Ramazan i potom isto, ќе ги продолжиме нашите редовни дерсови кои ги имаме, значи во понеделник книгата Ел Мухаррар и во четврток книгата значи Арбаин ан-Нававија, 40 хадиси од Хафиз ан-Навави рахимахуллах. Но بإذن الله تعالى вечерва ќе продолжиме со Ел Мухаррар фил хадис од Ибн Абдул Хади Ал-Хамбали рахимахуллах. И во дерсовите кои беа пред Рамазан завршиме веќе со книгата Китабу Сала и Китабул Дженаис, исто книгата на дженазината. Вечерва ќе почнеме една нова книга што е дел од оваа книга, тоа е Китабу Зека. Китабу Зека, значи книгата на зекатот. Книгата на зекатот, кој, значи, авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах напомнуваат хадиси кои се во врска со зекатот, кои објаснуваат вредноста на зекатот и што треба да знаат секој еден муслиман дека зекатот е често спомнат во Куранот заедно со намазот. Значи зекатот се спомнуваат во многу бројни ајети заедно со намазот. И исто така, значи, зекатот е третиот столб од столбовите на исламот. Значи, исламот има 5 столбови, од тие, значи, 5, третиот столб е ез-зека, зекатот. Исто, значи, научнаците кога зборуваат за вредностите на зека, спомнуваат дека зекатот е од знаците на богобојазливоста. Значи, оној кој го ваѓат, кој дава зекат, тоа е знак, значи, за богобојазливост. Исто, спомнуваат од вредностите на зекат, дека зекатот е причина за достигнување високи степени. Значи, причина за достигнување високи степени кај Аллах субхана ва таала. И исто така како што е дојдено во аутентичен хадис кој го имат Шех Ал-Албани рахимуллах за сахих, значи класифицирано, а тоа е дека кој го ваѓат, односно кој го дават зекатот со спокојна душа, со мирна душа, тој со Аллахова дозвола има да осетит, да почувствуват значи сладкоста на иманот, сладкоста на верувањето, Исто така што треба да знаеме на почеток, а тоа е кои се оние луѓе, врста на луѓе кои им припаѓат, односно кои заслужуваат да им се даде зека. Зашто муслиманот, значи, треба да знаат во врска со овај столб, а тоа е третиот столб во исламот, треба да знаат, значи, кога го дават зекатот, на кого да му го дајат. Значи, да му го дајат на оние кои заслужуваат, значи, а не да им го дајат на некого кој не заслужуваат. Аллах субхана ва таала, тоа го имат објаснато, значи, во Куранот, а тие се 8 врста на луѓе. Првата врста се ел-фукара. Ел-фукара, значи, се оние сиромасите. Сиромасниот се дефинираат во исламот оној
koji nema ni dovoljno za pola mesec. Znači, siromasan se računa u islamov, onoj koji nema ni da go pomini ni polovina od meseca. Potom втората група на луѓе се el-mesakin. El-mesakin znači oni koji imaju potreba. Znači, tije se vrst na siromasi. Tije imат повеќе од половина месец, но не имаат доволно средства економски за да го поминат целиот месец. Тие се рачунат, значи, el-mesakin. Значи, тој имат. Пример, некој е вработен. Пример, ти зашто велиш некогаш или некој вели, тој работи, не му следува, не му не, тој може да работи, но тие негови влагања, значи средства кои влагаат, значи месечно, не се доволни за тој месецот да го помини со нив. Туку може да помини, пример, 3 недели. Или 2,5 недели. Толку има, значи, со тие средства, значи, да помини сам тој, или односно со неговата фамилија. Исто третата група на луѓе кои имат спомнато Аллах субханаху ва таала, тие се el-амилуна алейха. Значи, оние кои работат со зекатот. Значи, имат во исламските држави институциони кои се вработени, значи, се органи за оваа работа. И тој, значи, има таа работа од него. Значи, цела година тој работи, значи, во тој сектор, во секторот на зека. И тој мора, значи, онегде да имат примања. Значи, тоа треба да ојд, ке идеме во хадисите, ке учиме, значи, ојд пример кај луѓе во што имаат овци, земат зекатот за овците. Ојд кај другите што имаат камили, земат за камилите зекатот. Ојд кај што имаат тие крави, ојд на други места и така натаму, што значи, тоа му нему работа. И тој однегде мора да има примања. Аллах субханаху ва таала му одредил на него, значи, да земи дел од тој зека. Значи, државата му одредува нему, примерот, тие, да речеме во Саудитска Арабија се збираат милиарди. Од тие пари, значи, му одредува државата нему плата месечна. 500 евра, 800 евра, колку да е таму, значи, стандартот. За да помини тој, не и тој внатра работи, ти се труди, пак на краја немата сиромав остануваат. Не, значи, и тој треба му одредува нему, значи, надлежните органи му одредуваат, значи, плата. Плата, значи, за надоместок, за трудот кој го вложува тој, значи, во врска со таа работа. Четвртата група, која има спомнато Аллах субханаху ва таала, тие се муелефату кулубихим. Значи, оние кои нивните срца да се придобијат. Значи, луѓе кои се влезени во исламот пресни, кои се влезени во исламот, значи, фришки, и нивниот иман, нивното верување е слабо, за да се придобијат нивните срца, и така во друга страна да се уцврста нивните срца, дозволено на нив да им се даде нив, значи, еден дел од зекатот. Петата група, а тие се ер-рикаб. Ер-рикаб, значи, за ослободување од робство. Значи, се дават зека, за да се ослободите еден муслиман од робство. Шестата група, велите Аллах субханаху ва таала, el-gharimун, значи, оние кои имаат долгови. И овде лимите спомнуваат, оние кои имаат долгови, може би тој имат доволно жито, или граф, или компири, или други работи кои човекот има потреба, но има долгови кои не може да ги очисти, не му припаѓаат исто, значи, да му се даде, значи, од зека. Седмата група, тоа е фи себилилlah. Значи, во патот на Аллах субханаху ва таала, да се даде, значи, зека. И последната група, значи, ибну себил. Ибну себил, значи, онај кој останал напад. Онај кој останал напад, не велат муслиманите, не, тој нас не интересират. Шуќу што не дојде кај мене на врата да ми побарат. Значи, онај кој останал, пример, сега дошол некој кичево. И останал немат кај да преночит. Значи, останал немат кај да преночит. И нема средства тој.
Ili pa ima пари тој, ама ги изгубил парите. Тој кога ќе се врати дома кај него, во Албанија, во Босна, во Турска, што зна, тој е богат човек таму. Но сега, за сега, тој имат изгубено сите пари, сите средства. Не велиш ти, тој има, тој е богат, што ќе му поможа. Не. Аллах Джелешану ти го задолжил тебе. Ако има зека за давање, тогаш и тој има дел во тој зека. Ибну Себил, оно значи ќе останат напата. И ова значи, овие работи, највише луѓето се гледа, значи, во Саудиска Арабија. Значи, има студенти кои им се случило да се биде на пат од Германија и им се расипала колата и колава поправки требало над 1000 евра. Запрени се во пустина негде, некој селце нашла. Сабајле за сабав, целото село се мобилизираат, сите даваат делот за зекатот што им припаѓат, колку да се собери за таа поправка, и сабајле за сабав му ги носат на ученикот парите, за да се поправат колата и да се вратит дома. И тој не пошол таму да барат. Во моментот што разбрале што е ситуацијава, знаат тие дека е од таа осмата група што Аллах Джелешану спомнал во Куранот. И дека тој има право на нивниот зека. И затоа, значи, ако се дават зекатот, ако сите муслимани го даваат зекатот, немаше да имат сиромасни во муслиманите. Немаше да има сиромасни во редовите на муслиманите. Туку сите ќе имаат онолку доволно за да го поминат, значи, месецот, односно да поминат, значи, годината, Потоа почнуваат Ибн Абдул Хади рахимахуллах со првото поглавие во оваа книга, во книгата на зека, а тоа првото поглавие Бабу фарди закати ва мақадириха. Што значи задолжноста, поглавие задолжноста на зекатот и неговиот износ. Значи износите. Зекатот има свој износи, што ќе ги учиме еден дел од нив вечерва. Првиот хадис, а тој е веќе во број 566. Значи од почеток на книгава што имаме почнато до сега сме стигнати хадис број 566. Но првиот хадис во оваа книга е од Ибн Аббас радијаллаху анхума анна النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم متفق عليه. Во овој хадис кој го пренесуваат Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, тој во Сахих Бухари, Сахих Муслим, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам го испрати Муаз ибн Џабел во Јемен. Го испрати Муаз ибн Џабел во Јемен и му рече прва работа, прва задача кој му ја додели, алейхи селам рахметуллах, прва задача кој му ја додели, кој му кажа пегамберот салаллаху алейхи кој го поучи како да го почнеш твоето повикување. Прва работа, уд'ухум ила шахадатен ла илаха илла Аллах ва анни расулуллах. Прва работа, кој ќе ги повикуваш тие луѓе, а тие се луѓе на ахлул китаб, значи христијани и евреи. Прва работа ти што ќе ги повикуваш нив, за добар ахлак да имаат тие, прва работа за да ребелираат, да прават демонстрации. Значи ти со овие работи он научиш каков бил даветот на пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи ти сега овде учиш, хадисот е во Бухари и Муслим. Гледаш ти како почнува пегамберот салаллаху алейхи ва селам, како е методиката, методата, начинот на повикување. Како почнува пегамберот салаллаху алейхи ва селам? Со демонстрации, со шиканирање, со саботажи, со добар ахлак. Не, прва работа, уд'ухум ила шахадатен ла илаха илла Аллах ва анни расулуллах. Прва работа кој ти ќе ги повикуваш нив е да потврдат, да сведочат дека никој нема право да биде обожаван освен еден единствен Аллах субханаху ва таала и дека јас сум негов посланик, значи Мухамед салаллаху алейхи ва селам.
Ako ti se pokorat во ова работа, fa inhum ata'uke li dhalik. Ako ti se pokorat, znači te poslušat, ti se odzvijat odnosno во ова повикување, тогаш ќе преминиш во другите работи. Значи, дури тие да не го научат ова работа убо, да ја сватат што бараш ти од ним, базата на верата, ти тогаш ним кажеш други работи. Остануваш тука. Фахинум атауке ли дали, како тие ти се одзвија за тоа, тогаш научи ги нив, фаалимхум енна Аллах ифтарада алейхим 5 салаватин фи кулли јаумин ва лејла. Тогаш научи ги, кажи им, поучи ги, пренеси им дека Аллах субхана ва таала им задолжил 5 намази во текот на денот и ноќта. Фахинум атауке ли дали, ако тие те послушаат, ти се одзвијат на ова, на намазот, и го клањаат, и го спроведуваат, тогаш ти кажи ним, научи ги, дека Аллах субхана ва таала им задолжил ним зека во нивните богатства. Фи амуалихим. Значи во нивните богатства. Се земаат тие богатство, се земаат од зенгините, од богатите, се земаат од богатите и им се даваат на сиромасите. Значи се земаат од богатиот, му се дава на сиромасниот. Не му се зема на сиромасниот, тоа нема секако ти велиш не дај ми и тоа што ги имаш. Не, значи тоа го нема, значи се земаат од богатиот, односно богатите, им се дава на сиромасните. И крајот на хадисот е, му вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам на Муаз ибн Џабал, ва ијаке ва караима амвалихим, ваттaqi даъват ал-мазлум, фа иннаху лейса бейнаха ва бейна Аллахи хиџаб. Значи му вели на крај пекамберот салаллаху алейхи ва салам го потучуваат Муаза, му вели чувај се да не ги земаш нивните највредни богатства. Значи ти не земаш нешто кога одиш кај него камилите да земиш зекатот, не му ги земаш најдобрите камили, највредните камили, највредните овци, највредните крави. Ама не ги земаш ни најутепаните и најлошите, средните. Зашто му вели ваттaqi даъват ал-мазлум. Плаши се од молитвата на оној кој му е направено неправда. Зашто меѓу него, на оној кој му е направено неправда, и меѓу Аллах субхана ва таала нема никаква препрека. Значи, ова е многу огромна работа, значи, што неправдата. И меѓу него, на оној кој му е направено неправда, и Аллах субхана ва таала нема препрека, значи, довата него е, значи, со голема можност да се примит против онај зулумчарот. Затоа, значи, човекот треба да се чува, значи, од неправдост, од неправедноста. Велит шејх Зејд ибн Хади ал-Медхали рахимахуллах во објаснувањето на овај хадис, односно во почетокот на влезот, дека зекатот неговото значеност во јазикот, во лингвистиката, значи значеноста на јазикот гледано од лингвистичкиот агол. Разбирате од лингвистички агол? Од јазичен агол, значи гледано, сматрано од јазичен агол, од јазичен перспект. А тоа значи еннемау ва зијада. Еннемау ва зијада, растење и зголемување. Значи, зекатот не значи смалување. Растење и зголемување. Ти ако разбереш ова, разбираш, значи, зекатот што значи. Значи, во зекатот има растење на твоето богатство, на твоето имање, и зголемување, и ширење. Баракаллаху фикум. Зашто многу луѓе, оние кои имаат слаб иман, мислат дека ти ако еден дел од нивното богатство го ваѓаат, дека тоа ќе се изгуби, односно ќе се намали. Не. Овде зека, зборот зека, значи гледано јазично, значи растење и зголемување. А во гледано фил истилах, терминолошки, значи од страна верска гледано, вели шејх Зејд рахимуллах, дека тоа е специфично богатство. Значи,
Кое богатство? Значи малун махсус. Малун махсус. Значи тоа е специфично, односно одредено богатство. Значи не секое богатство. Одредено богатство што треба да, значи, да достигне неговата вредност и времето и така натаму бројката. Одредено богатство. Јухраджу фи вактин махсус. Се ваѓат во едно одредено време исто. Значи, кога ќе исполнит година. Значи, јухраджу фи вактин махсус. Значи, се ваѓат, односно се дават зекатот во одредено време. Овде треба да се напомни баракаллаху фикум, а тоа е зекатот не се ваѓа само во месец Рамазан. Зашто многуте муслимани го имаат така земено дека зекатот се дава само во Рамазан. И така од Рамазан до Рамазан. А може би тој пред Рамазан неколку месеци треба да го даде зекатот. Зашто имате исполнето тоа одредено време. Зашто целта на зекатот е баракаллаху фикум, за да се ваѓа, значи, немој ке секого да биде иста во исто време. Значи, како достигнало тоа богатство, не сите не се збогатиле во исто време толку. Не, ето, некој во март, некој во април, некој во мај, ако даваат муслиманите исто така, некој го дава зекатот во март, некој во јануар, некој во децембар, некој во новембар, значи за секој месец ќе имаат оние муслиманите кои се сиромашни примања. А ваке само фиксирано се сите во Рамазана. Да. Разбравте сега? Значи овде е многу голема грешка што е расширена во редовите на муслиманите. Што мислат дека зекатот само значи треба да се ваѓа во месец Рамазан. Нема значи никаква поврзување. Ако се случило така, кај некого пример од 100.001 да се случи тој во Рамазан, така да се исполниле сите услови, тогаш што го дават во Рамазан не велиме ништо. Ама кај многуте е во други месеци и во други одредени времена, тој пак се чека Рамазанот. И некогаш може да работата биде многу опасна. Зашто зекатот е столбовите од исламот. Ако ти умриш, се случува да умри човекот и него нема дадено зекатот, а му било више задолжено да го извади зекатот, тогаш е работата него сериозна. Да. Значи треба затоа, значи ова работа врвно да биде човекот внимателен. Исто велит шејх Зейд рахимуллах, ли таифатин махсуса. Значи зекатот се дават на одредена група луѓе. Тие значи кои ги напомнавме 8-те претходно малца. Ли таифатин махсуса и исто што е важно многу, бинијетин. Бинијетин ли еннеха ибадетун туштарату леха није. Зошто? Значи зекатот се ваѓат, односно се дават со нијет. Се дават со нијет. Зошто тој е ибадет. Зекатот е ибадет. Така што се условуваат, значи условје да биде тука присутен исто твојот нијет. Значи не е зекатот адет, традиција, туку е ибадет. Еден од големите ибадети. Еден од најогромните ибадети. Затоа значи треба да имаш тука со нијет. Со нијет значи да биде таа работа со потполна искреност само за Аллах субхана ва таала и за никого други. Значи тука нема потреба да знаат многу луѓе, да слушнат многу луѓе, да видат многу луѓе. Не. Значи ти го даваш и знај Аллах субхана ва таала за тој ибадет. И што подалеку од очите на луѓето, што подобро за твојата искреност. Значи, што подалеку е од очите на луѓето, односно од слухот на луѓето, што подобро е за твојата искреност. Баракаллаху фикум. Потоа, вели шејх Зейд рахимахуллах, значи, зекатот стана фард, стана задолжност, после задолжноста на намазот. Намазот, вели шејх Зейд рахимуллах, е зекатул беден. Е зекатот на телото. Значи, намазот е зекатот на телото. Зашто ти намазот го извршува со што? Со твоето тело. Затоа тоа зекатот, значи, на твоето тело. А
Zekatот кој го знајмени значи, тој е значи zekatот во твоето богатство, односно во имањето, односно во имањето. И потоа вели шејх Зейд рахимуллах дека овај текст, односно хадисот на овај текст е еден од текстовите кои ги мотивираат муслиманите да го дадат, да го извадат, односно нивниот зека. Да го извадат нивниот зека. И потоа вели шејх Зейд рахимахуллах дека во овој хадисот на Ибн Аббас, кој кажува за Муаз ибн Џабел, кога го испрати пекамберот салаллаху алейхи ва салам во Јемен, значи тука го испрати за да се реализираат, односно да се имплементираат исламските столбови. И врвот на тие исламски столбови е шахадату ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Значи, никој нема право да биде обожаван освен еден и единствен Аллах субханаху ва таала и дека Мухаммед е негов посланик. Со овај шахадет се спроведуваат потоа сите други ибадети. Зошто ти со извршувањето на намазот, со извршувањето на закатот, со извршувањето на постот, со извршувањето на хаџот и на другите ибадети, го реализираш теухидот. Како на каков начин го реализираш ти теухидот? Како го реализираш ибадетот спрема Аллах субханаху ва таала? Онака како тебе ти покажал Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам. Зошто тој Мухаммедун расулуллах. Тој е Аллахов, значи, посланик, односно пратеник. Затоа, значи, овај шахадете се барат потоа во сите твои ибадети кога ги извршуваш. Значи, се исполнува тука искреноста и исто потоа значи, следењето на пекамберот саллаллаху алейхи ва салам. Потоа, значи, спомнуват шејх Зейд рахимахуллах дека зекатот, значи, се ваѓат во злато, во сребро и она што ги заменуваат овие две работи, значи парите во нашава денешница, она што ги заменува, значи, златото и среброто, а тие се пари. Исто така жито, овошје, кучни животни, значи тука крави, овци, камили и слично, значи исто и за нима имата одредена зека. Тоа ќе дојме сега одма наскоро, значи како се дава зекатот, значи за камилите, исто урудет тиџара, значи оние предмети, односно онаа стока која е наменета за трговија. Од неја исто треба човекот да ваѓат, односно да дават зека. Тоа ќе дојде, значи, подетално во текот на оваа книга, во другите, во идните поглавија, биидниллахи таала. Потоа спомнуват Ибн Абдул Хади рахимахуллах حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب وكان نقش الخاتم 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. Овде во овај хадис, што продолжуваат и долг хадис е, еден од најдолгите хадиси, што е, значи, од прилика 2 страни. Хадисот е 2 страни. Тука се објаснува, значи, кога и како и во кој вредности се дават зекатот за камилите. Камила. Во овој хадис, кажуваат Анас ибн Малик, ради Аллаху ан, кога Абу Бакр ас-Сиддиқ, ради Аллаху ан, стана халифа, и го испрати Анас за Бахрейн, му испрати нему
една книга, едно писмо, така е речено. Во тоа писмо содржуваше печат. Печат кој беше, значи, со 3 редови. Со 3 редови беше. И така беше исто прстенот кој ставаше печат пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи имаше ред, во редот Мухаммед пишуваше. После Расул и после Аллах. Значи Мухаммед Расулуллах. Но начинот како беше напишан ова, Мухаммед најдолу, потоа Расул и најгоре Аллах беше. Ова е од сваќањето на теухидот. За да не биде името Мухаммед во иста височина со Аллах субханаху ва таала. А не денеска во џамите што ставаат увек секаде, десно Аллах, лево Мухаммед. Кај се тие од ова пазење кој го имаше и од овај осет кој го имаше Мухаммед салаллаху алейхи ва селам и Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан и сахаба ридвануллахи алейхим. Кај се тие? Да. Значи, кај се тие да бидат толку пазливи? Значи, ме свативте се, значи прстенов, значи не беше Мухаммед Расулуллах или Мухаммед и Расулуллах здола под Мухаммед да биде. Не, Мухаммед над него Расул, над него Аллах. Значи така беше, за да биде зачуван теухидот, да биде чист теухидот само за Аллах субханаху ва таала. Да не дојдат утре генерации други кои знаењето ќе исчезне во нивните редови и да почнат да го обожаваат пекамберот салаллаху алейхи ва селам. А овие денеска овде шибаат. Ичне им да во паметот. Дури ги поддржаваат тие. Ама во вистина ова е знак дека тие не имаат разбрано суштината на оваа вистинска прекрасна вера. Тие немаат разбрано суштината. И доказот дека немаат разбрано се нивните говори и нивните дела. Значи не само делата, туку и говорите и делата се доказ дека тие немаат разбрано суштината на оваа вера која му се објави на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам и во која повикуваше Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Потоа почна, значи, бисмиллахир рахманир рахим, ова е, значи, фарзот за садаката. Значи, садак овде зборот зека се рачуни. Значи, ова е фарзот за зекатот, кој им го задолжи Аллаховиот посланик на муслиманите. А со тоа беше нареден тој од кого? Од Аллах субханаху ва таала. Тука спомнуваат после Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан во врска со камилите. Како, значи, кога се дава со камилите и кога треба да се исполни, значи, нивниот број. Спомнува тука Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан, пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кој имат 5 камили, ги имат, треби да дај за ним зека една овца. 5 камили, една овца. 5 до 9 камили не се менјава зекатот, остануваат една овца. Значи, дали имаш сега 5 камили, или 6, или 7, или 8, или 9, една овца даваш. Ако имаш 4, нема зека. Ако имаш 4 камили, нема зека. Од 5 до 9, една овца. Од 10 камили, ако имаш 10 камили, до 14, 2 овци даваш. Од 10 камили до 14, 2 овци. Значи, дали имаш 11 камили, 12, 13, 14, даваш 2 овци. Ако имаш 15 камили, до 19, даваш 3 овци. 3 овци. Значи, од 15, 16, 17, 18 и 19 ваѓаш, значи, 3 овци. Овде треба пазење. И да се плаши човекот од Аллах субханаху ва таала. Имат луѓе, кога знаат тие дека онај кој го збира зекатот ќе дојде во нивното село утре, тие 19 ги поделуваат. Пример, ја ќе му ги да нему 8
ja ki zadrža, znači, ili 9 ti mu gi da njemu, ja ki zadrža 10, za take da spasime na ovca pomalo dodajme. Znači ima takvi ljudi što pravi takve igri. I na ovci ti isto ke dojme. Na ovci te znači 40 ovca, ako imaš, trebaš jedna ovca da daješ. Има некој, значи, што прават? За да не дајте на овца, му и дават 20 на комшијата. Иде тоа веќе 20 овца има, нема 40. Значи има вакви интриги и преваранти кои се прават. Човекот треба затоа се плаши од Аллах субхана ва таала. Значи од 15 до 19 3 овци. Од 20 камили, ако човекот има 20 камили, до 25, од 20 до 25 се даваат 4 овци. Се даваат, значи, 4 овци. Од 20 до 24. Од 20 до 24. Од 20, значи, 27, 22, 23 и 24 се даваат 4 овци. Од 25 до 35, значи имаш 25 камили. До 35, значи, во ова движење овде, значи, од 25 до 35, бинт махад. Бинт махад е една врста на камила. Која е таа бинт махад? Вели шејх Зейд рахимахуллах. Таја е женската камила која имат исполнето 1 година. Да. Значи, бинт махад, кога имаш, значи, од 25 до 35, даваш една бинт махад. Една камила женска која имат исполнето, значи, 1 година. Од 36, значи имаш направено 36 камили, до 45 камили даваш бинт лабун. Бинт лабун, вели шејх Зейд рахимахуллах, она камила која имат исполнето 2 години и веќе влегла во 3-та година. Значи, овие работи треба да ги знае човекот. Нарочито ако имаш ти пример камили, или онаш имат овци, ќе дојдат врски овците. Онаш имат овци, треба да знаат точно кога, како, што. Значи, за него е фардун ајн. Значи, индивидуален фарс, за да го научи тоа знање тогаш, во врска за зекатот со овците, ако имат овци, или ако имат крави. За да знае тој точно како да го ваѓат зекатот, за да не падне, значи, во големи гревови и да си мисли дека тој е добар човек. И утре ден, кога ќе застане пред неговиот Создател, ќе има, значи, долг обрачун. Затоа, значи, потоа велит, значи, во писмото на Абу Бекр Сидик ради Аллаху ан, кој од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, од 46 камили до 60 камили хиккатун. Хиккатун, значи тие камиливе, значи види арапиве како се, значи. Арапскиот јазик не е, значи, селски јазик, значи некој си не знам што пазарски. Значи само зборот хиккатун знае тој што значи таја. Бинт лабун, махад, не ти објаснува година и пол, 2 години, 5 години, што знаја? Не, точно знае тој кога му велише бинт махад, што значи. Точно знае тој бинт лабун, што значи. Хиккатун знае што значи. Хиккатун и плюс. Бинт лабун, значи овие зборови имаат и само значење во нив. Шејх Зейд рахимахуллах велит примера се овде во бинт лабун. Зошто бинт лабун се викаат бинт лабун? Бинт лабун иде од зборот лебен. Лебен значи млеко. Што мајка и нејзина имаат уште млеко. Млечна. Ти гледаш кој јазик овде, значи? Исто бинт махад. Зошто е бинт махад? Значи, вели шејх Зейд рахимахуллах, махад, што значи дека мајка му нејзина е веќе во друго стање. Хиккатун, значи од 46 камили до 60 камили се ваѓат една хиккатун.
A hikatun je taja koji imat isполнето цели 3 godine i više vlegla vo 4. godina. I veli šejh Zaid rahimahullah, hikatun se narekува hikka, зошто таја више имат исполнето времето за да се товарат. Товара, значи. Така. Потоа, од 61 камила, до 75 камили, джезаатун, вели шейх Заид рахимуллах, а таја е онаа камила која имат исполнето 4 години и влегла више во 5-та година. А джезаатун е наречена джезаа, зошто нејдзи му имат паднато еден од забите или неколку. И затоа се нарекува, значи, со тој збор. Со тој на именик, што се вели тоа. Значи, од 61 камила до 75 камили се дава, значи, една камила која има исполнето 4 години и влегла више во 5-та година. Значи, поголема камила. Зошто имаш ти појчи камили? Богатството ти е поголемо. Имаш, значи, меѓу 61 камила и 75. Значи, ова е големо богатство. И ден денеска една камила коштат околу 5 до 6-7 илјади евра. 10 камили се 70.000 евра. 20 камили се 140-150.000 евра. Не е богатство ова? Така да знаеш. Баракаллаху фик. Од 76 до 90 камили, ако имаш 76 камили, до 90 се дава, значи, бинта лабун. Две, оние кои имаат исполнето по 2 години и влегле више во 3-та година. Значи, 2 тогаш даваш, бинта лабун, 2 даваш. Значи, 2. А од 91 камила до 120 даваш хиккатан, значи, оние кои имаат исполнето камили 3 години цели и више влегле во 4-та година. Значи, даваш од 91 камила, ако имаш пример 93 камили, 94 камили, 100 камили, 110 камили, 115, до 120, ваѓаш, значи, даваш зека, хиккатан, значи, 2 камили кои имаат исполнето цели 3 години. Ги ваѓаш. И потоа вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, ва иза зада ала 20 ва 100. И ако се виќе повеќе од 120, ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. Тогаш во секој 40 кои се додаваат од овие 120 плюс 40 се ваѓа, значи, бинт лабун, она, значи, кој имаат исполнето 2 години и влегла во 3-та, и во секој 50 кои се додаваат, значи 120 плюс 50 170, значи ако се 170 камили, тогаш даваш, значи, даваш 3, значи, 3 камили кои имаат исполнето по 3 години и повеќе, значи 3 години више во 4-та година да влагаат. Овие работи, значи, треба да се запишаат. Овие ти не можеш да памтиш овие работи, ако слушаш ти ваке, седнат со кафуле, седнат со не знаш што, и мислиш дека ќе ги разбереш. Не. Овие работи треба, значи, една по една да се пишуваат и од време на време да се повторуваат за да се меморизираат добро. Потоа идет количиноста на кравите. Ова више за нас е по-конкретно. Зашто во нашите краеви немат камили. Така или не? Ама крави имаме. Така. Зошто немат крави во арапскиот дел многу? Крави нема, значи, во арапскиот дел, а камили имат појчи. Зошто и кравата му требит многу појчи за јадење, зеленотија, вода, а камилата мој со недели да врви без вода. Значи, ова е од мудростите на Аллах субханаху ва таала. За во тој дел да има таму камили повеќе.
така. Во врска со кравите. Ако има човекот, значи кога почнува да биде задолжно за него да дават зека за неговите крави? Кога ќе се исполни бројот на кравите 30. Значи ако има 29 крави, не дават зека. Ако има 25, 20, 15, 10, 5, не дават зека. Не дават зека. Во моментот кога ги исполнува 30 крави, е собственик на 30 крави, тогаш дават една крава која имат, односно теле, која имат исполнето една година. Значи, теле годишно, кој имат полна година исполнето, го дават за зека. Значи, од 30, едно теле го дават, значи, го дават за зека. Да, му се рачуна тоа, му се рачуната, значи, како крави. Значи, има некои телци, 50. Тој не вели, овие крави се, значи, тука влагаат телци, крави, што има тоа на биолици, волој, не знам што. Да, 30, значи, 30 глави, што велиш, точно, тогаш тој давата едно теле, кој има наполнето една година. Ова се рачуни до 39. Значи, меѓу 30 крави до 39, едно телце се дават. Во моментот кога се исполнуваат 40 крави, тогаш дава тој една крава, односно телце, кој има 2 години исполнето. Значи, не годишно, туку 2 годишно. Значи, поголемо. Па јуничка, не знам како се викаат тие точно, јуничка, крава, телце, значи 2 години што има, значи, од тие крави. Од таја крава, значи 2 години кој имат исполнето, треба да тој гледа, значи ги познава неговите. Кој има 2 години, кој има година, кој има 6 месеци, кој има година и пол, кој има 2,5 години, плюс тие луѓе што се занимаваат со овие работи, значи има мерак тој да си знае пример кога ова, кога другава, кога третата и што ти знам јас. И тој треба да знаат исто, значи кога ќе ги продават. Сутре тој немој да продаде неко 6 месеци да вели тоа има година и пол. Ти значи ти имаш врска тоа работа, не се познава, значи ти лажиш. Така. Значи тој си знае кога ќе наполни 40 крави дома и имат сопственик е тој до 59. Значи од 40 до 59, значи тој давата една јуничка, значи која има 2 години исполнето. А кога ќе ги направи 60 крави, кога ќе направи сопственик да биде на 60 крави, тогаш дават 2 телци што имаат исполнето по една година. Значи 2 телци кои имаат исполнето по една година. И потоа нагоре, од 60 нагоре, секој 30 дава телце од една година и секој 40 дава, значи, едно јуничка од 2 години. Значи, ако има 90, тогаш дава, значи, уште едно плюса од една, значи, од една година. Ако имат више 100, тогаш дават едно плюс, значи, од 2 години, така. Значи, овој нонсто нагоре, значи, така се рачуни тој. Потоа идеме, вели Шејх Зеид рахимуллах, во врска со овците. Исто ова е многу конкретно и важно за нашите краеви. А тоа е во врска, значи, бројката на овците и кога стануваат задолжна. Задолжно стануваат од бројот 40. Кога човекот има 40 овци, е задолжник да даде една овца од нив, зека. Од 40 овци до 120 овци, една овца дават. Значи, од 40 овци. Значи, од 40 почнува да се број кај него. Значи, ако има 39 овци, или 38, или 37, не следува зека за него. Значи, не следува, значи. Не следува, значи, зборот тој да земита. Не му следува тоа. Значи, не му е должност. Баракаллаху фикум. Така да знаеш. Значи, 40 овци почнува да му се рачуни на него. Од 40, бројката 40 до 120,
имат една овца за давање зека. Од 121 овца, во моментот кога исполнува тој 121 овца, више дават 2 овци за зека. Значи, немој да му речи нему, абе види 120 и 121 се многу близко тука, да те да бараме на овца. Не. Тој има, значи, исполнето кај него критериите, условите за 2 овци. И ова е, значи, ова е објава. Зашто како вели, како спомна Абу Бекар Сидик ради Аллаху ан на почеток во неговото писмо кој му го испрати на Енес ибн Малик ради Аллаху ан, значи ова е задолжноста на зекат кој го направи задолжност пекамберот салаллаху алейхи веселем на муслиманите, кој му го задолжи на него, односно кој му го нареди, кој? Аллах субхана ва таала. Значи ова е наредба од Аллах субхана ва таала. Значи, од 121 овца, од 121 овца, до 200 овци дават 2 овци само. Значи, дали имат 150 овци, дали имат 199 овци, дали имат 180 овци, овде дават тој, значи, 2 овци за зека. Во моментот кога се прават 201 овца, 201 овца дават 3 овци. 3 овци. Дава, значи, за зека. Од 201 до 300, значи од 201 до 300, 3 овци. Значи, дали имат 250 и така натаму до 300, дават 3 овци. После ова, кога минуваат овај број, секој 100 овци плюс што се додаваат, по една овца дават. Значи, кога ги прави 401 овца, дават една овца плюс. 501 овца, една овца плюс. И така, значи, секој 100 овци што плюс му се додаваат, дават по една овца. И така е, значи, нагоре бројката. Значи, ова треба исто, нарочито во нашите краеви, да се знае добро, нарочито оние луѓе кои работат, кои се сточари и кои имаат своји овци. Значи, тие требата, нарочито за оваа работа за овциве, да научат добро, за да знаат утре ден како да спроведат, значи, во ваѓањето на зекатот кој им го направил ним задолжност, нивниот собственик, кој им го дал тоа богатство и тие овци да ги имаат тие и тој берикет. Ако сакаат да имаат берикетот и да им продолжит. Ова беше во врска, значи, за бројките во врска со овците, со кравите и со камилите. Потоа спомнуваат авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах еден хадис од Амр ибн Шуаиб عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. И во други пренесувања, во други хадиси, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. Во овие два хадиси се спомнуваат етиката, односно начинот како се земат зекатот од оние кои се вработени, кои се надлежени, значи, за таа работа. Пегамберот салаллаху алейхи ва салам велит во овај хадис, во првиот, дека зекатот на оние луѓе кои имаат задавање зека, не им се барат на нив, донесете го вие, јас пример, да речеме, ја ќе седна среде село или среде град и тие овците нека ми носат мене од сите страни. Не. Во вистина, тој кој е надлежен за таа работа и има таа задача, треба да, значи, каде ги имаат тие нивните стадото. Значи, кај што имаат тие нивните, значи, стадо и тука кај што ги чуваат овците или кравите или камилите и слично така натаму. Значи, од кај нив тој. Не тие да му идат, зашто тоа за нив, значи, терет и значи оптеретување така натаму. Значи, тој ги земат од кај нив. И исто, значи, во вториот хадис, велит пекамберот салаллаху алейхи ва салам дека зекатот исто се земат од таму, значи, каде им даваат вода. Значи, муслиманите на нивните, значи,
на нивните животни или стока. Значи од двата хадиси се учи вели шејх Зейд рахимуллах, значи на најлесен начин и на наједноставен начин од оној кој е надлежен и го земат зекатот, значи од оние луѓе кои има задолжност да се даде тој зека. Потоа спомнуваат шејх Зейд ибн Абдул Хади рахимуллах следниот хадис, тоа е Абу Хурейра радијаллаху ан, дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем вели: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. Во овој хадис спомнуваат пегамберот салаллаху алейхи ва селем, кој е муттафакун алейх, дека муслиманот нема задолжност да даде зека за неговиот абд, значи за неговиот роб кој го имат, или за неговиот коњ, кој го има, значи за своји потреби. Значи коњот, како денеска колата што имаш, баракаллаху фик, за да сватиш подобро. Значи за колава ти нема зека. Колава што имаш ти твоја, не се дава за колава зека. Иако колава може 50.000 евра. Не, ако ти колата имаш за бизнис, тогаш треба да даваш за тоа, за бизнисот. Што излага тоа придобивките. Значи ако ти со колава таксираш, правиш такси, или рентекар, одлично, добар пример го спомна. Значи рентекар прави со колава, или таксираш и излагаат годишно тоа рентекарање 30-50.000 евра. Ти треба да дадеш зека на тоа. Ама ти ако имаш колава, значи за своји лични потреби, не се дава, значи не се дава зека. И потоа спомнуваат пегамберот салаллаху алейхи ва селем во друго пренесување за неговиот, значи роб, муслиманот треба да даде само садакатул фитр. Значи зекатул фитр, односно садакатул фитр, треба да даде за неговиот роб. Значи зекатул фитр, ама зекатул мал не влага тој во него. Значи во зекатов не влагат, но за него ваѓат, кога ваѓат зекатул фитр за него и за неговата фамилија, исто дава, значи и за неговиот роб јак кој го имат. Исто, значи тука вели шејх Зейд рахимуллах, значи за коњот не се дават. Освен ако го наменил коњот за трговија. Значи тоа имат коњи 10, 15 и тргуваат со нив. Значи тоа имат профит од тие коњи. Тогаш тоа што имат придобивка последна година, треба да се дава, значи за зека, треба да се дава за зека. И на крај последниот хадис, а тоа е во врска со дирхем и динар. Значи златни пари и сребрени пари. Во хадисот кој го пренесуваат Али ибн Аби Талиб радијаллаху ан النبي салаллаху алейхи ва селем, му вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем Али: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. Во овој хадис го потучуваат посланикот салаллаху алейхи ва селем Али ибн Аби Талиб радијаллаху ан во врска, значи за среброто и за златото. Дека немаш ти задавање ништо во врска со златото, односно со среброто првош, се додека да достигнеш 200 дирхеми. 200 дирхеми. Значи 200 парични, значи тоа како паричина сребрени. Значи 200 паричина сребрени. Кога ќе и направиш ти твоја собственост, твое богатство, 200 паричина сребрени, тогаш од нив даваш колку? Даваш 5. 5 паричина сребрени ги даваш зека. Значи од 200,
95. Значи, од 195 остануваат. Но како учиме претходно, зекатот е растење и зголемување. Значи, нема да мислиш дека ти ако ќе останат 195, дека не Аллах Джелешану вонив ќе ти даде повеќе берекет. И тоа имање ќе се зголеми со Аллахова дозвола. Затоа, значи, ако имаш 200, во моментот кога се прават 200 сребрени паричина, 5 ги даваш, значи, за зека. А во врска со златни паричина, со злато, значи, златници, нема задавање ништо, вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, се додека ги исполниш 20 златни паричина. Ишрун, значи 20 златни паричина. Кога имаш 20 златни паричина, тогаш даваш пола парича златно. Пола, не цело, пола. Значи вредноста ја даваш, баракаллаху фикум. Вредноста, значи ти рачуниш колку едно париче, олку е вредноста, значи го даваш пола од тоа париче. Баракаллаху фикум. Ќе видиме другиот дерс колку е јасно. Се ови прашања ќе ви поставувам. И да видиме колку све го слушале дерсови, колку се го научили и колку све запишале. Значи, ние многу пати спомнуваме, за да разбериме сега како е дојдено тоа да се поврз овде, целата тема, и со тоа ќе завршиме вечерва, и бирнилахи таала ќе следат, значи, во врска со овие работи и подетални, значи, дерсови. Се спомнуваат од многуте алими и во многуте мезхеби 85 грама злато. Значи, 85 грама злато. Значи, кога имаш ти богатство, 85 грама, тогаш тебе ти е задолжно да дадеш зека. Ти како рачуни сега, значи, ти гледаш се моментално колку е 1 кило злато. Например, 1 кило злато е моментално, сега од прилика ми се чини околу 50.000 евра. Значи, 1 кило злато е 50.000 евра. Тогаш 100 грама колку се? 5.000 евра. 85 грама колку се? Околу 3.500 3.500 евра. Е така, значи, од 3.500 евра, значи, почнува за тебе да ти биде задолжност да дава зека. Значи, ако имаш ти 3.500 евра, значи сега сме во месец мај. И имаш во месец мај направено 3.500 евра. И сега тие 3.500 евра цела година биле повеќе, заминале 3.500, 4, 5, 6, 20, 30, или постанале 3.500 до другиот мај едната година, 23-та година. Тогаш треба да дадеш од ним 2,5%. Е така. Но како е дојдено, ние овде учивме, гледавме во хадисов 20 динар, 20 златни паричина. Како е дојдено сега 85 грама. Некој алим има 92 грама, пример. Но ние се држиме на 85 грама се овде. Како е дојдено? И тогаш сваќаш зошто некој алими велат 92 грама, или 95 грама, или 80 грама. Муслиманите првите ги зеле 20 златни паричини и ги клале на вага. Ги земаат 20 златни паричина и ги клаваат на вага. Што значи дека едно златно париче тежи на вага 4,25 грама. 4,25. 20 паричина по 4,25 излагат 85 грама злато. Има некои алими, кога ги мереле тие златничците паричина, се тие паричината се, значи, луѓето го правеле со раце во тоа време, што се вели, некој парич излегло поголемо, помало, тоа не е штампано со банка, со машина, тогаш, затоа кај не ги излегло 20 паричина 92 грама, и затоа излегло 92 грама. Значи, разбира се, нема да речиш, зошто Абу Ханифа вели 92, зошто и Малик вели 85. Зошто сите се труделе, онаш имале пред себе. Ги зема 20 златни паричини и ги клава на вага. Ке него мерит 87 грама. Ке другиот излага 92 грама. Ке другиот 85.
Тоа не е никаков проблем. Тоа не е никаков проблем, значи, алимите се труделе со тоа што ги имале, со тие средства, со тие можности, да ја најдат вистината и да излезат, значи, со најдобар резултат. Баракаллаху фикум. Значи, еден паричник, значи, овде треба да знаеме, значи, оние паричници што се останати, значи, од последно време, значи, од можеби од Хулефа Рашидин, или можели немало никакви паричници од тоа време останале од времето на Омар ибн Абдул Азиз, например. Тие што се, значи, паричниците што се најдени со најблиско време до пекамберот салаллаху алейхи ве селем, тие ги мереле, ги клавале на вага за да дознаат, значи, колку се тешки тие 20 златни парички. Или па тие 200 сребрени парички. Ги земаат и ги клаваат 200 сребрени парички, една по една на вага, една по една. И тогаш знаеш, значи, дека за среброто треба да имаш 595 грама сребро за да дадеш зека. Како изгледаат тие 595 грама? Значи ги мериш тие 200 парички. Ги клаваш на вага. Што значи дека една паричка тогаш, ако гледаш математички е 2,975 грама. Една паричка, 2,975. Значи 200 сребрени парички пута 2,975 излагаш на 595 грама. Така, баракаллаху фикум. Доволно за вечерва. И иншаллах таала во идниот дерс ќе продолжиме. И затоа, значи, за овие работи му препорачувам на секого, првон на себе си свое, а исто и на вас, да си прави, значи, замерки. Овие работи, значи, треба замерки, зашто и оваа тема е нова тема за нас. Значи, може би некој 15 години во исламов, така или не? Има слушнат овие работи? И овде кај нас немаат багаж овие работи да ги спомнат. Така да знаеш, баракаллаху фик. Значи, овие работи е важно да се знаат за утре, значи, да бидиш во јасност. Значи, во твојата вера, која спроведуваш, да бидиш во јасност и во сигурност. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.